Притисоци најмногу има од стоматолошката клиника. Еве ја ќе ви презентирам и соопштение за пациенти кое е апсолутно непотребно, донесено од директорите. Значи, пациентите се обавестени од страна на синдикатот дека нема да има никакви штетни последици по нив, а ова соопштение представува притисок по вработените. Еден вид на психолошки притисок. Понатаму, исто на стоматологија, како и во некои градови во внатрешност, се кинати плакатите од страна на менаџерите, лично. Предпоставам дека они имаат искуство со плакати, па како што лепат, така и одлепуваат. Значи, апсолутно е незаконско барањето од менаџерите за списоци на штрајкувачите. Нема законски основ тоа, така да немаат право да го бараат тоа. Член тога се повикува министерот. Нема таков член. Доктора, како Јас сум благодарна на пациентите кои што очигледно со своето недоаѓање не поддржуваат затоа што знаат дека денеска нема да ги примаме и понатаму, што значи се додека е штрајкот, тие најдоа разбирање, оние што не се итни нема да се менаџираат, меѓутоа сите итни пациенти ќе бидат прегледани, дури и оние кај што се сомневаме, односно кај што треба да утврдиме дали има итност или не, дали може да биде загрозен животот, и тоа си функционира, ние сме си добро организирани, си дадовме и од наша страна дадовме правила како да се работи, освен тоа професионалци сме, знаеме како да работиме, животот на пациентите нема да го загрозиме. Меѓутоа, рутината, она што може да се работи во примарно здравство, ги молам колегите од примарно здравство, нека си ги прегледаат пациентите затоа што они имаат и законска обврска тоа да го направат. Има ли поголема на пациенти? Не, нема, затоа ви велам, пациентите очигледно се солидаризираа со нас. Каков е односот на менаџерите, доктор Снежана Утринова? Па не можам да се пофалам. Што значи тоа? што се случува на вашата клиника, може да не објасните? Па и кај нас е истово писмо ставено на вратите, не знам зошто, затоа што ние дадовме план како ќе работиме. Со сета максимална почит према пациентите и према нашата професија. Јас не знам зошто е потребно да се даваат такви писма. Не, за сега нема. Меѓутоа, јас едно сакам да кажам. Значи, многу сум навредена, значи, од властите што дозволија да се случи ова, бидејќи интелектуалци и разумни луѓе не се расправаат со тупаници, туку се расправаат на маса, односно разговараат на маса и се договараат. Навредена сум како професионалец, како човек и како жена. Како професионалец сум навредена затоа што после сите години самопрегорна работа, вложување во себе, односно едукација, инвестирање, зашто повеќе да бидам од корис на пациентите, мене не ме удостојуваат да разговарат, значи под мене мислам нас, професијата не удостојуваат да разговараме за проблемите што ги имаме. Од друга страна, како човек, се чувствувам како граѓанин од втор ред, на кој што не му е дозволено да се го искаже своето незадоволство. Не само да го каже, туку и да го искаже своето незадоволство на еден легитимен начин што е предвиден со законот. И како жена, ве молам, навредена сум. Значи нема херои во државава кои што ќе застанат кога ќе креираат некој проблем, ќе застанат, ќе се соочат со него и ќе го решат. Жал ми е што министерот не е овде. Нашиот ресорен министер треба да е со нас. Ние направивме обиди да за нашата мака отидеме прво и да разговараме со него. Знаете и вие дека никого од вас не информиравме што се случува. Одевме кај него, одевме 5 пати по 5 сати. Жално е што своите капацитети не ги употреби да разговара со нас сериозно, да заедно го решиме сериозниот проблем што го имаме во јавното здравство. И резултат е сето ова што сега се случува, ова едно наше незадоволство и наше протестирање. Ние сме сите на нашите работни места, сите работиме. Значи, ако е тоа некој проблем за министерот, би требало да размисли. Сите до еден. Дојдени сме од Сабајле, у редовно работно време, откуцани сме со картиците кои ни се дадени, луѓето кои се дежурни ќе си останат на работа, луѓето ќе си одат на крај на работно време. Известување имаат нашите пациенти, ние уште деновите предходно разговаравме многу со пациентите. Она што знаеме, имаме голема поддршка и од луѓето кои секој ден со години доаѓаат кај нас и не се обраќаат за помош. Ние колку што знаеме и колку што умееме им ја даваме таа помош.
тоа е резултат што се нашите амбуланти денес празни. Многу малце пациенти дојдоа, никој не беше вратен.